Драги мои, добро вечер. Не е лесно да се раскрене во ова домаќинство и да се доведе се во најдобар ред и да биде цакум-пакум, особено што заедничкото време ни е темпирано и ограничено, па треба да бидам тука кога сте и вие тука, нели? Момците кои што се дел од оваа емисија знаат фино да се испружат на небелот и да не внимаваат каде и што јадат, трошки на сите страни, да видите само како џогира пред да почне емисијата. Јас сум Зока Црношија и јас сум обсесивно компулсивен фанатик. Браво, Зока! Гледате се, го си имам работа. Не е лесно да се менаџира едно домаќинство, особено ако семејството е поголемо и ако има прилично динамичен живот. Но оваа недела ќе бидеме во друштво на една наша млада, згодна, шармантна глумица, дел од една стара лоза на глумци, шармери и боеми. Таа живее со својата мала, влакнеста пријателка и прават едно мало, но функционално семејство. За неа малку подоцна во емисијата. Знаете дека како и во секоја емисија имаме подготвено и во оваа награди за сите корисници на ЕВН со ажурирани податоци во базата. Ете тоа ви го спомнуваме често, нели? Но ако сакате попластично објаснување, ажурирани податоци значи дека вие сте собственик на станот, куќата или на живеалиштето и на вас гласат сметките, а не на претходниот собственик, на покојната баба или на родителите што 10 години живеат во странство. Се разбираме, нели? Е, токму за вас имаме по 24 награди во секое коло и тоа. Еден вредносен ваучер од неверојатни 100.000 денари од Нептун Македонија наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија наменети за купување на апарати за домаќинство и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Верувам дека секому може да му биде од корист вредносен ваучер и тоа е една нелюбова придобивка, особено ако не сте се надевале на неа. Не знам дали ви потенцирав дека сите корисници со ажурирани податоци автоматски учествуваат во ова наградување. Наградувањето е подолу во емисијата, затоа следете не до крајот. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Зборувавме за Јана Стојановска, ќерка на Силвија, и на Ненад Стојановски, внука на Ацо Јовановски и сестра на Ана Стојановска. Во нивното семејство актерството е како наследство и како религија. Токму Јана носи примеси од сето тоа. Бевме на гости во нејзиниот езотеричен и шармантен дом, непочасти со некакви превкусни желеа со манго и со ѓумбир и си поразговаравме за тоа како е да се живее и да се менаџира домаќинство сосем сам. Катја, бидејќи е пес, нема голем придонес во одржувањето. Јана Стојановска е актерка, тоа ви е нешто како актерка која што потекнува од благородничко семејство на актери. Така ли е? Вистина е тоа. Ацо е во позадина, да, баш со големо педигре, Силвија и Ненад. Голем товар ли е тоа да се носи така? Сите очи ли беа вперени во тебе и во Ана, кога растевте и кога студиравте, особено глума? Беше да и од позитивен и од негативен аспект. Позитивен као супер кирките на ќе го наследат талентот и фамилијава, да, многу помалку толеранција имаш, на пример, нешто што проаѓа кај луѓето што немаат такви привилегии. Значи, од една страна е многу тешко, пошто треба да оправдаш многу повеќе работи него што би требало, а од друга страна е привилегија, да, пошто си имаш привилегии што другите луѓе ги немаат. Ти си, да речам, во една женска комуна живееш. Женска, да. Да, нели со мајка ти и со сестра ти. И со уште едно куче, значи комплетно, да речам, наплив на естроген, многу голем. И се скоро си преселена во свој простор. Што беше битно кога го бираше просторот, кога дојде да изнајмуваш простор во кој што ќе живееш, нели? Како го почувствува дека е ова тој простор што ти се допаѓа и во кој што би можела да си створиш свој концепт, како го почувствува дека најбитно ми беше да биде домаќински, кога ќе влезеш во некој простор
ти шепне нешто од покјашињата горе, стално има нешто што вика, јас сум ти дома. Да, не знам да не ти е туѓо, некако сами секаде самиот простор си кажува, си збори. Сакав да те прашам кога еве се селеше, предпоставувам дека има многу нешта кои што таму биле твои, кои што ти правеле чувство дека си дома. Што зема од старата дома, освен, не знам, шминки, гардероба и некоја ситна покуќнина? Што беше првото што го пренесе во овој дом? Клавирот си го донесов. Имавме клавир дома. Баба ми од неизвестни причини купи 2 клавира. Значи едниот беше кај баба ми. Што беше да има резерва. Да, и сега конечно имав простор во кој што никому не сметам, во кој што никому не му го узурпирам мирот. Да. Исто така, не можам да кажам дека од дома, али една од побитните работи што треба во секој дом од мој аспект да ги има е кауч. Ја живеам на кауч. Сум тие луѓе што живеат на кауч. Откако живееш сама, предпоставувам дека освен што се грижиш за сметките, се грижиш и за тоа колку трошиш. Нели, инкам и ауткам. Се грижиш ли за тоа колку струја трошиш, пераш ли на ефтина? Цел живот некако Силвија се грижеше за тие работи. И разбирливо. Некако исто така немавме прилика ние да сега не можам да кажам дека е за жал, пошто е за среќа. Така. Ама никогаш не сме се грижеле за тоа колку струја ќе се потроши така. Кога палам бойлер, кога перам на ефтина, да. Да, знам дека е неодговорно до некој степен, ама ептен не обрнувам внимание на тие. Освен што, често се случува да се запалам свеќи. Така, да. И да заштедиш. И да заштедам. А дали од оние луѓе на кои што често многу нешта им сметаат, па нонстоп прередуваш или превртуваш или тоа е таа поставка што тебе ти одговара? Не, тоа е таа поставка и да, само да е средено и така. И уредно за живење. Чисто сега, чисто кога ќе се каже имам, не знам, мислам дека некои луѓе се превише фанатици за тоа и дека се убиваат превише бактерии. Да. Значи да е уредно. Мислам дека е така одлика на овие простори или на одлика на жените на овие простори да бидат робови на своите живеалишта и домаќинства. И мислам дека долго ги гледавме нашите мајки со лавори, со крпи во раце и тоа некако се преслика на нашата генерација. Да биде во апсолутна контра. Да. Сакаш ли тука да викаш друштво? Има ли како го живееш животот во овој простор? Просторот сам некако сум имала неколку ситуации во кои што некако луѓето кога ќе дојдат тука, ќе се заседнеме и после не им се оди. Значи Да. И гости од странство кога имам, ама тој ефект го имавме во аеродром кога живеевме кога живеев јас со Силвија и Сана заедно. Некако не им се станува, не им се дека добро ми е, такова не ми е дома. Да. Самиот простор се ги задржува луѓето. Не знам, некако кога ќе направиш атмосфера, општо и енергијата што е внатре, не знам, ја не сакам кога ќе отидам кај некого на гости и ми е непријатно и онда сум у апсолутна концентрација кога ќе дојде некој кај мене дома да му е најубаво на светот. Да. Морам да ти кажам дека си успеала во тоа да креираш дом во кој што ти ќе се чувствуваш убаво и сите останати ќе се чувствуваат убаво, бидејќи гледам дека екипата е раскомотена. Да. Супер, баш убаво на кратко да се биде дел од твојот животен филм, да речам. Фала уште еднаш на гостопримството и пак ќе дојдеме. Да дојдете пак обавезно ќе сменам нешто друго. Важи. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. И благодарам на Јана за гостопримството и за сето расположение и ентузијазам со кој што не прими дома. Поздрав до неа. А сега, наградувањето.
Награди за штедлив дом доделуваме на сите корисници со ажурирани податоци од базата на ЕВН, избрани по случаен избор. Еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате своите лични податоци со валидни и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во оваа наградна игра. Тоа може да го направите со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен на сајтот на ЕВН, во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на ЕВН Македонија, а истиот формулар исто така ќе ви пристигне и со следните фактури за електрична енергија. Ако податоците не ви се ажурирани за ова извлекување, следното извлекување е следната недела во истото време, па не заборавајте да ги ажурирате. Пред да почнеме едно мало подсетување. Во оваа наградна игра учествуваат сите домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци до ЕВН Македонија, односно име, презиме, адреса и матичен број. Електронското извлекување го следи и одговара за регуларноста жири комисија составена од представник од ЕВН, представник од Публицис и нотар. Мислам дека се е подготвено и можеме да почнеме. Прво извлекуваме вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство. Го чекаме добитникот. И еве го, тоа е корисникот со кориснички број 0040958999 од Прилеп. Честитки за добитникот на вредносниот ваучер од 100.000 денари. А сега извлекуваме 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домаќинство. Тоа е корисничкиот број 100241841 од Битола. Го влечеме вториот кориснички број, добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари и да видиме. Еве го, 100467509, кориснички број и корисник од Скопје од аеродром. И третиот кориснички број, добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го, тоа е корисничкиот број 005564839 од Струмица, односно Габрово. Им честитам на среќните добитници и се радувам за нив. Верувам дека и тие ќе се израдуваат и фино ќе си ја осмислат намената на апаратите. А сега на екранот ќе ги видиме сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност, составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Ајде да видиме. И еве ги на екранот ги гледаме добитниците на сетови за енергетска ефикасност, 20 на број, сме поделиле сетови низ цела Македонија, ги има, ете, во Песочани сме наградиле, во Битола, Младо на Горичане, Неготино, Мислодежда, Битола, друго во Струмица, одново уште еден сет, во Битола, во Скопје во Ѓорче Петров, Чајле, Струмица, Охрид, Скопје во Карпош, Кичево, Кисела вода повторно во Скопје, Волково, Ѓорче Петров, Охрид, Ораовица и во Дебар. Друштво, уште еднаш ви честитам за наградите. Извештајот од ова и секое наредно коло ќе биде објавено во рок од 3 дена од извлекувањето на интернет страницата www.evn.mk. При подигнување на наградите ја приложувате вашата 9-цифрена шифра од сметката за електрична енергија на ЕВН, односно оној број на корисник што сите си го имаме на фактурите и се разбира документи за лична идентификација. Јас сега ќе се идентификувам како исчезнато лице од екранот, а вие проверете да не заостанала некоја неплатена сметка од ЕВН. До следното гледање на истото место и во истото време, секое добро и пријатна вечер.